Фудбалскиот клуб Тетекс од секогаш бил расадник на фудбалски таленти и голем број на репрезентативци во сите категории. 2021 година е успешна за младинските категории на клубот, бидејќи беше на прагот од влез во Суперлигата, но поради пандемијата на COVID-19 првенството беше прекинато и Тетекс остана покус за само 3 бодови. Во тековната сезона првенството е на половина, а младинците на Тетекс се на делба на првата позиција заедно со Тиквеш со изброј на бодови. Генерално, по завршените надпревари во есенскиот дел, можам да бидам задоволен од постигнатите резултати, пред се од младинската екипа, каде што имаме еден континуитет на добри резултати од прошлата сезона. Го наставивме тој тек и оваа сезона, се надевам дека ќе продолжиме така и во пролетниот дел. Сепак не очекува уште доста работа, уште една макотрпна работа, кај што цел моја и цел на клубот е да произлезат што повеќе играчи за влез во таа прва екипа на фудбалскиот клуб Тетекс. Во клубот тренираат околу 150 деца, предводени од четворица тренери, кои како награда за одличните игри и резултатите добија спортска опрема од раководството на клубот. Најзаслужни за донираната опрема се неколку ентузијасти кои несебично и волонтерски работаат и го помагаат клубот. Прво сакам да истакнам дека пред 2 месеци со Александар Трифуновски, Ацко КВ, се зафативме за овој проект и потрчавме по неколку фирми, каде што бевме разбрани дека за деца се работи и наидовме на разбирање, каде што ни пуштија средства за да го реализираме овој проект. Значи, сакам да им се заблагодарам на сите фирми кои што ни излегува во пресред. Например, би сакал да почнам од Мак Тенда село Жилче, месара Мечка, потоа ни пуштија месара Мечка, Никола Томич, ПЗУ доктор Даниела, Автостарт плюс технички преглед, Вет Промет од Скопје, Божиновски инженеринг, Евротип, Ненон Монт, Дарбо Груп, Сретен Коцевски, Аудио центар Зоки и Симпл кафе. Значи, овој проект изнесува заедно со се штампаријата на тренерките околу 107.400. Многу сум им благодарен на сите кои што ни излегува во пресред. Сакам исто да истакнам дека уште 2 фирми да ги спомнам, како Месара Морава и Житен клас, кои ни обезбедија за сите надпревари сендвичи за децата кои што се надпреваруваат на страна. Потоа, можам да кажам дека тука нема да застанеме, сакаме да реализираме уште напролет дел од опремата, да го доопремиме. Во овој момент им подаривме тренерки, сакаме да обезбедиме и шорцови и дресови и ќе се пуштиме на пролет по другите фирми, каде што мислим дека ќе наидеме исто на разбирање, да ни обезбедат донација, децата да ги опремиме, бидејќи рачунаме дека ФК Тетекс го заслужува тоа да има од градот мала помош. Тетово секогаш важело за расадник на фудбалски таленти и во овој момент во првата екипа на фудбалскиот клуб Тетекс има фудбалери кои што потекнуваат од школата. Дали има иднина фудбалската школа на фудбалски план? Да, има иднина. Посебно сакам да истекнам дека ланската година Тетекс не влезе во таа прва лига за 3 бода, бидејќи беше запрено првенството, а исто така сакам да истакнам и годинава младинците, како младинци, се на високо второ место во лигата. Значи, има иднина фудбалската школа на ФК Тетекс. Сакам и ова прилика да истакнам, да им упатам апел до родителите. Многу е важно каде ги запишувате децата. Не само запиши ги во било кој клуб. Значи, фудбалската школа на ФК Тетекс има голема традиција, која што извадила многу фудбалери кои што го носеле дресот на ФК Тетекс, па и на фудбалската федерација, фудбалската репрезентација на Македонија. Значи, апел до родителите да ги запишуваат во школа со традиција.
Според најавите во следниот период, спортската опрема за сите членови ќе биде комплетирана, се со цел младите таленти да продолжат да прикажуваат добри игри, но тоа треба да биде и мотив плюс за нови фудбалери да го облечат дресот на фудбалскиот клуб. Тетекс.